вечер, господин Андонов. Каде ве наоѓам во моментов? Добро вечер, господине Дерала. Се наоѓам во Белград во моментот само што заврши вториот ден од меѓународната конференција за безбедност и разузнавање, вториот Белградски форум во организација на Институтот за национални и меѓународни политики, односно национална и меѓународна безбедност. Ова звучи мощно интересно. Што се зборуваше таму? Како учествувавте вие? Интересно е што гостите кои беа присутни на конференцијата беа во 90% случаеви надвор од Балканот. Беа луѓе од Данска, Германија, Италија, Соединетите Американски држави, дури имаше и луѓе од Иран, од Индија. И тоа посебно привлече внимание во денешната сесија која заврши во врска со прашањата за Иран. Мојата тема со која јас пред собирот се обратив беше поврзана со ризиците и заканите врз Балканот преку случајот на Македонија. И добив многу големо внимание и интересен коментар од моето излагање кој се однесуваше на тоа дека сушност на присутните сум ја представил состојбата во Македонија, поточно изборите на ризици и закани во Македонија, како да се пресликува една состојба која е присутна во Србија и во друг дел од балканските држави. За кои ризици се работи? Значи, покрај тоа што главниот интерес е на целиот свет насочен кон Иран, кон односите на Соединетите Американски држави и Европа, кон ризиците и заканите каде што Украина не беше запоставена, имаше колеги, сите кои се представија таму всушност беа колеги од факултети, од високообразовни установи од земјите од каде што доаѓа. Дел од нив беа и од Украина, имаше колеги од Полска, од Словачка, од Чешка, кои исто така интензивно зборуваа за руското влијание во нивните држави, за војната, агресијата на Русија врз Украина, така што се поклопија воглавном обраќањата и за кои ризици се работи? Кои ризици, со кои ризици се соочува нашата земја? Се покопија со тоа дека е исклучило и на прво место ризик по безбедноста на сите овие држави последниве кои ви ги наброја, вклучително и Романија и Молдавија, имаше колеги од Романија и од Молдавија. Дури и колегите од Грција истото го кажа дека основата со која се соочуваат во нивните земји како извор на ризик и закана е руското влијание. Добро, како го трпи нашата земја и другите земји, како го трпат руското влијание? Да, но видите, знаете како господин Дерала, од таму од каде што тргнува проблемот, односно основниот ризик, изворот на загрозување, руското влијание, моделите не се различни. Сите зборуваат за корупција, сите зборуваат за популизам, сите зборуваат за енергетски влијанија, така што отприлика истите луѓе, истиот систем се појавува. Дури и колегата од Унгарија кој беше зборуваше за истите влијанија во Унгарија кои се пресликуваат. Така што она што можеме да го донесеме како еден заклучок од оваа интересна меѓународна конференција, цели 2 дена, значи интензивно работевме на конференцијата, е дека Европа и НАТО, односно Европската унија и НАТО има, ајде да јас бидам тривијален, заспано во однос на руските влијанија во сопствените општества, кое е достигнало толку енормно ниво да поедини влади буквално свесно заради зачувување на власта, тоа посебно го истакнаа колегите од Словачка и од Унгарија, дека се работи за состојба во која тие влади го прифатиле руското влијание како добродојдено за нивно владење, кое го упразнуваат и го поттикнуваат преку популизам. А како ви случајот, ајде да видиме со нашата земја, како ова да го преведеме во актуелни македонски прилики и неприлики?
Значи, малку слабо ве слушам поради околината околу мене. Како ова што го зборувате се отсликува на македонските прилики и неприлики? Што ќе кажете за тоа како македонската власт или влада и институции се справуваат со овие предизвици, односно закани кои доаѓаат од Кремљ? И дали воопшто се справуваат? Или се може би, ако смеам да ве парафразирам од вашите колумни и нашите интервјуа претходни, всушност нашата земја од таргет се претвори во прокси држава. Дали тоа се однесува и на сегашните услови? Точно така како што вие кажавте, нашата земја се претвори од таргет во прокси држава, тоа беше и дел од моето излагање. И всушност токму тука и е проблемот што нашата држава не се справува со овие влијанија на Кремљ, токму како и Унгарија, како и Словачка ги употребува во однос на популизмот и во однос на енергенците за лични збогатења, за владење собствено и така натаму, дури до степен на неподршка на Украина. Истото што се случува во Унгарија, истото се случува и во Словачка, истото го напоменаа колегите од Чешка. Единствени кои се разликуваа во тој пристап беа колегите од Романија врз сопственото искуство и колегите од Полска кои укажуваа на тоа дека тие водат активни дејства против руското влијание, дури и во аспект на организирање не само на хибридните протестување на хибридните закани, туку и протестување на конкретните видливи физички закани преку, например, воведување на војно-жандармериски единици кои ја преземаат врската за заштита на границата кон Белорусија и Калининград. Так, значи, пољаците во тој аспект се далеку звучи многу конкретно. Со нивното влијание во Молдавија. Тоа што кај нас е многу интересно во Македонија, ние можеме да го видиме само во последните неколку дена. Тоа што од тука можам да го следам, од четвртокот, кога беше седницата на Собранието за пратенички прашања до денес, имам една состојба во која едноставно, толку бев запатен и вчера цел ден на конференцијата и денеска, што многу тешко ми беше да морам да ги следам и состојбите во Македонија поради другите обврски, но тоа што успеав да го видам ме загрижи дури. Значи, излегува премиерот и упатува јавна порака на Божен пратеничко прашање, во која буквално се чувствува обидот за подигање на етнополитичка мобилизација кај македонците, а преку прашањето за јазикот, за употребата на албанскиот јазик во Македонија. И тоа би било, ајде да го следеме на политичко ниво, да застанеше тука целата работа, да на тоа не се надоврзеа медиумите, кои се дел од прокси војната која се води, каде што Македонија се претвара во прокси држава, и вие имате денеска на квази новинари дополнителни активности за наводно патена дрога, зашто била патена во Дурмо, понатаму некои други криминални активности и така натаму, таргетирајќи го криминалот не како криминал, туку како етничка состојба. Се во насока на етнополитичка мобилизација на македонците и доведување на состојбите во Македонија на ниво на етнополитички конфликт. Кому би му одговарал еден таков етнополитички конфликт во Македонија? Единствено на Русија. Тоа е дестабилизација на Европа. И за волја на вистината, ова морам да го јасно кажам, посебно пријатно ме изненадија романските колеги, и тука се гледа присутноста на Европа каде е присутна, врз основ на тоа колку властите во една држава, посебно земја членка на Европската унија, се свесни, и грчкиот колега кој всушност беше на еден представник на еден грчко-американски универзитет и работи и во Луизијана, работи и во Грција, кој всушност нивните перцепции по прашањето на токму на активностите во Македонија кои се случуваат во однос на загрозувањето на сигурноста на Европската унија како извори и закани на загрозување, беше многу јасно искажано во тоа Европа стриктно гледа што се случува и многу добро анализира. Втора работа која ми привлече внимание, сега една мала дигресија, беше ставот на данците, имаше колеги од Данска, по прашање на Гренланд,
и има исклучително цврст став, кој пак мене ми го поврза сето тоа со односот на и последните изјави на нашиот министер за надворешни работи, кој тврди дека во тек на следната или потаа недела, помеѓу католички и православен Великден, наша државна делегација на чело со него ќе одела на стратешки диалог со администрацијата на Соединетите Американски држави, каде што данците јасно ставија до знаење дека тие веќе водат стратешки диалог со Соединетите Американски држави и колку и да е конфликтен тој диалог, Европа го води како диалог по однос на прашањата за Гренланд и не само прашањата за Гренланд и други прашања. Така што повторно еве го популизмот, каде и манипулацијата PR доаѓа. Македонија е, како вели нашиот министер за надворешни работи, Македонија е единствената земја која води, која ќе од Европа, која ќе води стратешки диалог со Соединетите држави, што е потполна неточна констатација. Да, ве разбирам сосема. Добро, ова се мощни интересни согледувања. Се разбира дека има уште многу што да се каже, тоа го читаме и во вашите колумни, но еве да направиме една мала најава за нашите гледачи кои ќе не гледаат уште вечерва на каналот на видеоканалот на Цивил Медија. Почесто ќе се гледаме со апдејти од вашите размислувања и се разбира за сите теми кои се од суштинска важност за општеството, политиката, безбедноста и одбраната на земјата, на регионот и пошироко. Многу ви благодарам за овој прв разговор. Се гледаме за некој ден. Благодарам на разговорот, господин Дерала, со задоволство е секогаш што вас да се разговара и се гледаме за некој ден секако во Македонија. Се најдобро. Поздрав, секој е добро, убаво вечер.